Добро утро, Кристина, добро утро, Ване. Зголемувањето на температурите го зголеми бројот на повици на 194, односно во итната медицинска помош, а со тоа и бројот на интервенции. Утрово за тоа какви интервенции има во итната медицинска помош, разговараме со доктор Анита Димовска, раководителка на службата за итна медицинска помош во Скопје. Доктор Анита, добро утро, добре дојдовте во Македонија наутро. Кои се најчестите интервенции што ги имате изминатиот период? Добро утро до вас и до вашите гледачи на Македонската телевизија. Најчесто интервенции кои што ги имаме овој период се влошување на здравствената состојба, акутно влошување, за кој што најчесто се јавуваат граѓаните. Тоа се случува многу често на јавни места, во институции, во паркови, на улица, на тротоари, така натаму. Значи, тоа се еден добар дел од повиците кои што ги имаме, каде што се пријавува како губење на свест, како колапс. Реално, кога ќе се отиде таму, станува збор за еден обичен колапс како резултат на пат на крвниот притисок, како резултат на прекумерно потење и губење на течност, а со тоа и губење на свест. За среќа, таа состојба се враќа многу брзо, дали ќе биде со совет од нашите доктори кои што се на телефон или ќе биде со одење на лице местно, зависи од местото, зависи од состојбата, сепак ретко од тие повици завршува во болничка установа, за среќа. Докторке, хронично болните пациенти, бремените жени, но и децата, како и старите лица се една од најзагрозената категорија на граѓани кога станува збор за високите температури, особено како денес и утре кога има најава дека ќе достигнат и до 41 степен. Кои се препораките до нив? Секако дека овие температури не се добри за никого, меѓутоа најизложени, како што рековте, се ранливите категории, од категоријата на мали деца, под 6 годишна возраст, на возрастни над 60 годишна возраст, хронични болни, трудници, кои што мора да внимаваат, кое време излегуваат и како постапуваат на отворено. Во тој контекст препораките се да не се излегува ако е можно во периодот од 11 до 17 часот кога сонцето е најако, иако мора да се излезе да се избегнуваат оние сончеви делови, значи да се бара сенка, да се носи шише со вода задолжително со себе, претходно од дома да се доручкува, да се напијат течности, меѓутоа да се избегнуваат оние пијалоци кои што содржат кофеин. Секако првото утринско кафе ни е задолжително на сите, меѓутоа да не се претера во тек на денот, токму заради варијациите во крвниот притисок, лесна облека, заштитна капа за сонце, очила и така натаму. Меѓутоа, секако дека многу е важно и начинот на исхрана овие денови. Да се избегнува или воопшто да не се користи мрсна храна, тоа да биде храна богата со овошје, со зеленчук, со освежителни напитоци, да се избегнуваат газираните сокови и да се води сметка оние хронични болни пред да излезат од дома, да го мерат својот крвен притисок, диабетичарите нивото на шеќер во крвта, па потоа да излезат на отворено. Затоа што, како што ви кажав, најголем дел, тука се зафатени и не само оние ранливи категории кои што ги напоменав, туку и оние навидом здрави личности, граѓани кои што немаат никаков проблем, сепак секој не реагира исто на оние топлотни разлики во домашната средина и надворна отворена. Во позадина слушам гласови од градежни работници, всушност тука се и граѓаните што работат на отворено, ги споменав градежните работници затоа што тие се најчесто изложени на сонце. Како да постапат тие кога нивната работа им налага да работат во такви услови? Секако дека препораките се да се избегнува меѓутоа на отворено во овој период, меѓутоа како што кажавте, тоа е нивна работа и се треба да носат заштитна опрема која што е за надворешна средина за такви температури и колку што можат повеќе да се рехидрираат, за да не би дошло да интервенираме без разлика што е конкретно се во нашето соседство. Докторке, кажете ми, кога граѓаните да бидат сигурни дека треба да се јават на бројот 194 и да повикаат итна медицинска помош и каква е екипираноста на итната медицинска помош во Скопје? Имате ли доволно возила, но и луѓе? Со оглед на тоа што зголемен е бројот на граѓани за кои што бараат вакава наша медицинска помош, секако дека
одговараме, секој совет е добре дојден, не значи дека секогаш мора да отидеме на лице место. Добро и позитивно за граѓаните да ги слушаат советите на докторите на 194 и оние преку 112, преку ЦУК кои што ќе се јават и ќе не поврзат со нас. Еден апел да се слушаат советите на докторите, ако не е добра состојбата, тогаш доаѓаме на лице место, со оглед на тоа што еден период наназад, долг период наназад, работиме со исклучително намален број на екипи, значи мораме да водиме сметка и за распореденоста на тие мал број, да речеме, еве 5 ќе ги напоменам екипи кои што ги имаме во една смена, со оглед на тоа што доаѓа и период на летните одмори и нашите вработени одат на летен одмор, така да правиме напори да таа бројка од 5 биде задржана, колку ќе успееме ќе видиме. Затоа ве молам до граѓаните едно исклучително разбирање до нас, за како не би дошло до несакани последици секако до секој еден граѓанин. Доктор Анита, ви благодарам за гостувањето утро во Македонија на утро и за вашите совети. Разговаравме со доктор Анита Димовска, раководителка на службата за итна медицинска помош во Скопје. Ги чувме нејзините совети: не излегувајте од 11 до 17 часот кога е најжешко, носете светла облека и внимавајте на исхраната. Студио?